Вести на Канал 8. Од 28-те новоинфицирани со ХИВ вирус во Македонија за оваа година, тројца се од Кочани. Новите случаи се регистрирани во месец ноември. Од нив 2 лица се од машки, а едно од женски пол. Сите се на возраст од 20 до 29 години. Центарот за јавно здравје Кочани со едукативни предавања за сидата во основните и средните училишта. 3 нови случаи на ХИВ вирусот се откриени во ноември во Кочани. Се работи за 2 машки лица на возраст од 20 до 30 години и едно женско, изјави доктор Натка Карамфилова, епидемиолог во Центарот за јавно здравје Кочани. Доктор Карамфилова додава дека од 2001 година, кога имало регистрирано едно ХИВ позитивно лице, мирно било 9 години, кога во 2010 повторно имало заболено едно лице од СИДА. Во 2014 регистрирани се 2 лица, па се до ноември 2015 година, кога се регистрирани уште 3 ново заболени. Доктор Натка вели дека на превенцијата и заштитата од оваа болест Центарот за јавно здравје работи континуирано во текот на целата година, а на самиот ден на одбележување на борба против СИДАТа 1 декември се одржаа повеќе предавања во училиштата и поделени се 4000 флаери на оваа тема. Доктор Карамфилова истакна дека здравственото воспитување и заштитата при телесни односи е најглавната превентива за болеста. Инаку и во Берово е регистрирано едно ХИВ позитивно лице годинава, додека во Кочани има 3 ново заболени. Во општина Виница досега не е евидентиран случај на заболен од СИДА, а ситуацијата будно се следи. И во оваа општина со едукативни предавања се подига свеста кај младите за превенција од СИДА. Основни информации за ХИВ инфицираните лица кои што ги има и во нашата Република Македонија. Значи, ако одиме со бројки, некаде вкупната бројка на заболени оваа година 2015 е 28 ново заболени случаи со ХИВ инфекција, што споредбено со 2014 имаме еден надолен тренд, значи бројката е намалена. Значи, ако 2014 ја завршивме со 37, сега имаме 28 инфицирани нови пациенти со ХИВ инфекција. Во Виница, откако сум јас тука во хигиено-епидемиолошкото оделение, случај на регистриран заболен или носител на ХИВ вирусот нема. Меѓутоа, распределеноста по другите градови, Скопје, Битола, Прилеп, Кавадарци, Тетово, Гостево, значи од сите градови има, и Кочани има 2-3 случаеви на ХИВ носителство, така да, мислам, тоа е распределбата. Има и по старосни групи направено одредена распределба, така да во последно време, односно 2015 година, голем е бројот на заболени, односно ХИВ носители, на доста мала возраст, од 15 до 20-21 година некаде, значи тоа е популација која што кај која е диагностициран ХИВ вирусот. Тестирањето за ХИВ вирусот е табу тема меѓу младите, додава доктор Николов. Затоа ваквите едукативни предавања се во насока на подигање на свеста кај младите за заштита од оваа болест. Епидемиолозите истакнаа дека сите граѓани имаат можност во Кочанскиот центар за јавно здравје бесплатно и доверливо да се советуваат и тестираат за ХИВ-СИДА. Се зголемува бројот на заболени од варичела во Виница. Минатата недела имаше 6 нови случаи. Сега за последните 2 дена од месец ноември регистрирани се уште 3 нови заболени. Вкупната бројка на заболени изнесува 37, од кои најголем дел се деца на предшколска возраст, а има и едно заболено возрастно лице на 40 години. 3 нови заболени лица од варичела во Виница бележи подрачната служба на Центарот за јавно здравје. До пред една недела имаше 30 заболени, сега бројката се искачи на 37. За сега епидемија на овчи сипаници во Виница не е прогласена, истакна доктор Горан Николов, специјалист епидемиолог во подрачната служба на Центарот за јавно здравје. Па тоа се претходниот ден, значи 30 и сега први, 3 нови случаеви, значи, а претходните денови неколку дена, значи крајот на ноември, крајот на ноември, значи 4-5 дена беа празни денови, значи без новозаболени дечиња. Кумулативно до денеска, значи заклучно имаме некаде 37 заболени од варичела. До сега од тие 37
пријавени случаи. Значи, ни еден случај не е хоспитализиран. Тоа значи дека сите се амбулантски третирани, значи нема компликации некои од самата варичела. Таа бројката се следи перманентно состојбата, така да ако се појават одредени параметри кои што упатуваат на епидемија, секако дека ќе прогласиме и епидемија. Од 37 заболени, 36 се деца од предшколска возраст и еден е возрасен од 40 години. Па имаше и сега, да речеме, еден татко на едно дете кој што, нели, повозрастен 40 на години, меѓутоа и кај него немаше никои компликации, за 2-3 дена, нели, после тој пат на температурата и осипот кој што се јавува по телото, без никакви компликации, тој сега ќе си има еден солиден имунитет за понатака, значи повторно да ја добие болеста нема опасност. Иако заболувањето главно е карактеристично за детската возраст, минатата година овчите сипаници хоспитализираа и луѓе над 30 и 40 години. Заразениот треба да се лекува во домашни услови, оти изолацијата е единствената превентива на болеста. Големо внимание треба да се обрати на хигиената, советуваат епидемиолозите. Врачени решенија за вработување на 8 здравствени работници во општата болница во Кочани. Не станува збор за лекари и специјалисти, туку овој пат за медицински сестри и друг технички персонал. Директорот на општа болница Кочани Дејан Апостоловски им врачи договори за заснување работен однос на 8 волонтери во повеќе оделенија во јавната здравствена установа. Годинава ова е втората група волонтери на кои им се трансформира работниот однос во редовен. Не станува збор за лекари или специјалисти, туку за медицински сестри и друг технички персонал, вклучувајќи хигиеничари, вели Апостоловски. Досега со новиот закон за трансформација во редовен работен однос, 16 волонтери од општата болница се вработени во текот на оваа календарска година. Со донесувањето на законот од страна на Министерството за здравство се решава проблемот со вработувањето на потребниот медицински персонал во општата болница во Кочани. Граѓанската асоциација Мост во Кочани организираше јавна средба на која се дискутираше за проблемите и предизвиците на производителите на ориз во регионот. Настанот се одржа со финансиска подршка од Европската унија. Јавна средба на тема проблемите и предизвиците на производителите на ориз во источниот дел на Македонија организираше Граѓанската асоциација Мост. На трибината во мултикултурниот центар присуствуваа земјоделци, научни работници, представници на стопанските претпријатија како и на земјоделските здруженија од регионот. Се работи за дел од низата средби што се одржуваат во целата држава, а чиј иницијатор е Граѓанската асоциација, при што се разговара за актуелни теми кои ги засегаат граѓаните, а што треба да бидат погласно пренесени до институциите на државата. Целата идеја на мобилниот парламент е да воспоставиме директна комуникација помеѓу граѓаните и институциите, односно пратениците и локалната самоуправа, така што обично се одбираат теми кои што произлегуваат од локалната самоуправа на она што посочуваат граѓаните и заеднички потоа тука се граѓанските организации, тука се институциите, парламентот, градоначалникот, тоа е замислата, заедно разговараме, заедно посочуваме, граѓаните имаат пред се предност во целата таа комуникација. Значи да направиме еден чекор понапред од она што значи не само граѓаните да се клучни за време на изборите, туку и она што е измеѓу два изборни круга, да видиме како функционираат, што може да се подобри во она што значи подобра функционалност на општеството и суштината на демократијата. На трибината со прашања, своји размислувања и наметнување на актуелни проблеми, како и можни решенија за подобрување на оризопроизводството, учествуваа и земјоделците. По завршувањето на дебатата ќе биде подготвен извештај за текот на дискусијата, препораките и заклучоците, што потоа како пишан документ ќе биде дистрибуиран до сите пратеници, до локалната самоуправа и до ресорното министерство. Проектот Мобилен парламент е дел од активностите на Граѓанската асоциација Мост во поврзувањето на граѓаните и нивните избрани представници, а што започнаа уште во 2003 година. Целиот проект со сума од над 100.000 евра е финансиран од Европската унија преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права. Општинските институции од почетокот на идната година да плаќаат по 10 денари за метар кубен потрошена вода е предлог што доаѓа од КЈП Водовод. Таквото решение веќе го усвои Комисијата за финансии, а на седницата в петок за него треба да расправа и Советот на општината.
Управниот одбор на комуналното предпријатие Водовод предлага да се прошири примената на одлуката за повисока цена за потрошена вода за пиење кај јавните институции, чиј основач е општина Кочани. Според предлогот, во иднина, општинските основни и средни училишта, детската градинка Павлина Велјанова, библиотеката Искра и отворениот граѓански универзитет за доживотно учење Манасија Парлапан би плаќале по 10 денари од метар кубен. Тоа би требало да придонесе за пореално подмирување на побарувањата, односно да се избегне трупањето долгови за комунални услуги. Предлогот од управниот одбор се разгледуваше и на седницата на Комисијата за финансии, на која директорот на Водовод рече дека очекува да биде прифатен, затоа што реално бил подобар од досегашното решение. Сметам дека ваквата одлука нема да има влијание врз приходите и редовното работење на комуналното јавно предпријатие, а од друга страна нема да се доведеме во ситуација врските на овие институции кои на некој начин поново со ребаланс на буџетот и со финансиски трансакции се затвара од буџетските средства на општина Кочани, ќе овозможиме на овие институции самостојно да ги плаќаат своите сметки да бидат во добра кондиција, за да не се акумулираат поголеми долгови. Според Папазов и со предлогот за новата цена, целосно нема да се покријат трошоците за испорака на водата и побарувањето од јавните институции, но до некаде би се ублажило намалувањето на приходите по оваа основа кај комуналното предпријатие. Ако ни бидат скратени од приходите кои би ги остварувале ако се применува постоечката цена. Со новата цена ќе бидеме скратени за 1.200.000 денари, што нема да биде финансиски товар за редовното работење на комуналното јавно предпријатие, а од друга страна она што го правиме како ребаланс на буџетот за 3 годишно ниво околу 3,5 милиона на некои од изминатите седници ќе биде отприлика за таа бројка релаксирани и овозможено да овие институции ги плаќат редовно своите сметки. Предлогот за вклучување на образовните институции во одлуката за новата цена на водата без дискусија беше прифатена од членовите на Комисијата за финансии. Со тоа, таа в петок ќе се најде како точка на дневниот ред на седницата на Советот на општината, што, ако биде усвоена, ќе почне да се применува од 1 јануари идната година. И општина Виница ги повика граѓаните со своји предлози и идеи да се вклучат во креирањето на буџетот на општината за 2016. На 16 декември ќе се одржи јавна расправа со местните заедници, здруженија на граѓани, бизнис секторот и други целни групи. Општина Виница започна со креирање на буџетот на општината за 2016 година. 6-та година поред во оваа постапка општината ги вклучува и граѓаните на Виница, односно им се дава можност на граѓаните преку предлози, сугестии и идеи да се овозможи решавање на најголемиот дел од приоритетите на граѓаните. На седницата на Советот, што ќе се одржи на 10 декември, ќе биде даден предлог за буџетот, а од 16 до 18 декември на јавни расправи со местни заедници, здруженија на граѓани, бизнис секторот и други целни групи ќе се даде можност преку предлози од овие групи, а според можностите на локалната самоуправа, да се вклучат и реализираат проекти со кои ќе се решат голем дел од проблемите на граѓаните. Предлагаме проширување на капацитетот на филтер станицата во Виница, продолжување на реконструкцијата на водоводната мрежа во градот, уредување на коритото и кеот на Виничка река преку ИПА фондовите, реконструкција на улица Илинденска и улица Пролетерска и изградба на улици во населените места во договор со местните заедници. Продолжуваме со изградба на канализациони мрежи во селата Градец, Јекимово, Истибања, Драгобраште и Липец. Во јануари ќе се финализира изградбата на водоводниот систем во село Грдани. 2016 ќе се гради филтер станица во село Трсино, а во тек е комплетирање на техничката документација. Ќе се гради улицата од влезот на село Лаки до црквата. Со подпорни ѕидови ќе се уредуваат улиците во ромското мало. Голем дел од овие проекти се поддржани од владата на Република Македонија и затоа градоначалникот Дончев ги повика граѓаните за поддршка за реализација на овие проекти. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН од Кочани има нов председател. Од неодамна на функцијата е избран Кирил Ѓоргиев, еден од поактивните млади членови на владеачката партија.
По неодамнешниот избор на прв човек на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Кочани, нов председател доби и младинската организација на партијата. Со одлука на извршниот комитет на Унијата на млади сили, од неодамна за нејзин нов председател е избран Кирил Георгиев. На пресконференција тој ги представи своите ставови за задачата што ја презема, што според него не е привилегија, туку одговорност, бидејќи ја представува најголемата и неуспешната политичка партија во Република Македонија. Овде сакам да нагласам дека нам, како млади луѓе, посебна должност ни е да ја градиме демократијата, толеранцијата и меѓусебното разбирање, бидејќи сметам дека така ќе го подигнеме моралот и ќе постигнеме просперитет со кој ќе ги подобриме условите во општеството во кое што живееме. Овде сме да си помагаме едни на други, без разлика на националност и вера, бидејќи сметам дека за сите има место во ова општество во кое што живееме. Мојата цел како ново избран председател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН е активно вклучување на секој поединец кој што изразил подготвеност да се активира во структурите на Унијата на млади сили. Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН ќе продолжи да биде расадник на креативни идеи, ќе продолжи да работи за подобрување на условите и на животот на младите луѓе во општеството во кое што живееме. Георгиев додаде дека ќе се залага за интересите на младите луѓе и ќе ги застапува со цел тие да бидат поактивни во своето дејствување. На председателската функција на Унијата на млади сили тој го наследи својот претходник Дарко Стојчевски, кој ја надмина возрастната граница за членување во младинската организација на ВМРО ДПМН. В среда ќе се реализира акцијата за пошумување Ден на дрвото. Во Кочани ќе се сади на локација над фабриката за вода на површина од 4 хектари. Во Виница ќе се сади кај местото викано Превалец. В среда, 2 декември, ќе се спроведе 16-та акција Ден на дрвото за садија својата иднина. Во Кочани, на локацијата над фабриката за вода, на површина од 3 или 4 хектари се планира да се засадат околу 6000 садници чемпрес и багрем. Акцијата започнува во 9 часот, а во неја ќе учествуваат вработените во јавните и во приватните институции, ученици од основните и средните училишта и граѓаните на Кочани што сакаат да дадат придонес во озеленувањето на околината. Во општина Виница ќе се сади на површина од 12 хектари. Во општина Виница е предвидено засадување на борови дрвца на површина од 12 хектари, односно 51.000 садници на место викано Превалец. Во акцијата ќе се вклучат сите институции, а локалната самоуправа, јавното комунално предпријатие Солидарност ќе вршат пошумување на градската депонија во општина Виница. Утре очекуваме и гости од владата на Република Македонија, односно министерот Тодоров ќе биде дел од оваа акција во општина Виница. Годинешното мото на акцијата е засади успех и тоа всушност се однесува на сите досега реализирани акции, во кои процентот на зафатеност на засадените дрвја е 60%. Општина Кочани, како еден од организаторите на акцијата на локално ниво, ги повикува сите граѓани да учествуваат во неа. 2 декември ќе биде неработен за сите граѓани на Република Македонија. Денот за одработување дополнително ќе биде утврден. И за крај информацијата од спортот. Кочанските каратисти Мартин Стојменов, Адил Мехмет и Димитар Јакимов влегуваат во репрезентацијата на Македонија за учество на предстојните меѓународни првенства. На бараш турнирот тие ги совладаа директните конкуренти и се изборија за репрезентативниот дрес. Кочанските каратисти Мартин Стојменов и Димитар Јакимов од карате клубот Партизан и Адил Мехмет како член на Металург од Скопје ги исполнија очекувањата и официјално станаа дел од македонската репрезентација која ќе учествува на предстојните европско и балканско првенство. На контролниот плей-оф турнир тие имаа одличен настап и се изборија да го носат репрезентативниот дрес. Посебно незапирлив во својот победнички залет беше Стојменов, кој се надпреваруваше во категоријата јуниори до 21 годишна возраст и телесна тежина до 60 килограми. Со сериозниот пристав во борбите тој беше далеку поднадмокен, совладувајќи ги тројцата противници, истовремено справувајќи се и со судиските грешки и неправди против себе. Во финалниот меч против Петков од карате клубот Металург од Скопје, нашиот каратист не дозволи изненадување, иако на противникот неправедно му беа доделени поени. На крајот,
Тој победи со резултат 5:4, со што си го обезбеди местото меѓу најдобрите во репрезентацијата. Слично како Стојменов, и кочанецот Адил Мехмет, кој настапува за Скопски Металург, ќе го носи репрезентативниот дрес. Во категоријата јуниори до 67 килограми тој имаше 3 победи и заслужено се закити со златен медал. Заедно со останатите колеги на својот клуб му донесоа вкупно 12 први, 2 втори и 3 трети места, што беше доволно да се обезбеди прво место и во екипна конкуренција. И Димитар Јакимов како член на Партизан имаше солиден настап во категоријата јуниори над 76 килограми. Во првата борба тој избори победа, но во втората се сретна со директниот конкурент Спасеновски, од кого беше поразен. Во третиот настап пак, поради малата нервоза од претходниот пораз, Јакимов направи грешки поради што судиите го дисквалификуваа. Сепак и таквиот резултат од контролниот турнир не го спречи да стане дел од репрезентативната екипа. Европското карате првенство ќе се одржи од 11 до 13 декември во Дубровник, Република Хрватска, а Балканското првенство е во средината на февруари идната година на Кипар. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.